Денови на избори и повторна кампања. За 2 недели ќе се знаат новите градоначалници. Злато се бара. Светот трага по ретки минерали важни за новиот ноу-хау во светот. За вештачката интелигенција, но и за војни и ракети. Во светот има над 5000 минерали, а 400 се сместени во мистериозниот Алшар Подкожов. Академик Глигор Јовановски, овогодишен добитник на наградата 11. октомври. Кога славеше Ману во 2017 година 50 години од постоењето, беше подготвена една монографија која што се однесуваше на приоритетите на идниот развој на Република Македонија. Во рамките на оваа монографија беа вклучени неколку поглавја, меѓу другото и поглавието за состојбите во образованието и науката и мерките што треба да бидат преземени во иднина. И ние ја подготвивме стратегијата. Јас бев замолен од страна на тогашниот претседател на Ману да го подготвам текстот за образованието и науката. И првиот дел од тоа поглавје се однесуваше на еден осврт на состојбите и проблемите во образованието и науката, а вториот дел се однесуваше на мерките за надминување на тие состојби. Се сеќавам, набрзо после прославата, Ману беше посетена од страна на тогашниот премиер и ние му ја подаривме книгата, монографијата, и се сеќавам на посветата напишавме дека се надеваме дека овој пат институциите, одговорните министерства на владата, начело со премиерот, ќе се ангажираат да ја проучат стратегијата и да преземат мерки и чекори за подобрување на состојбите покрај другото и во рамките на образованието и науката. И навистина се надевавме дека ќе има некаков одек, но во периодот што следеше немаше никаква повратна информација, немаше никаков одек и еве тоа е одговор на прашањето колку се земаат предвид определбите на Ману во различни видови на стратегии. За да не биде едноличен животот, во Трилинг бараме одговор. Зошто во Скопје се собрани 130 масони од целиот свет? Разговор со најпочитуваниот голем мајстор на големата ложа на Македонија, Маријан Герасимов. Кои се, како се регрутираат и каква е моќта на македонските масони? Почитуван Маријан Герасимов, голем мајстор на големата масонска ложа во Македонија. Што значи да се биде масон? Господине Чомовски, добре дојдовте во храмот на големата ложа на Македонија. Ми причинува голема чест и задоволство денес со вас да ги споделам своите чувства и да го споделам моментот на одбележување на голем јубилеј на големата ложа на Македонија. На вашето прашање ќе се обидам да дадам краток и прецизен одговор, независно што ова бара широка елаборација. Слободната масонерија е една од најстарите и најголемите глобални светски организации со секуларен, неполитички и добротворен карактер. Во современи услови тоа е езотеричен, иницијацијски ред со граѓанско-правен фундамент и легитимитет, чија основна движечка идеја на делување е филантропската и длабоко хуманистичката. Тој е организиран масонски ред на луѓе искрено посветени на високо морални, етички и духовни вредности, базирани на братската љубов и филантропијата. Со векови, слободните масони ги негуваат и следат своите 3 свети начела: братската љубов, добродетелството и вечната потрега по осознавање на вистината. Господин Герасимов, ова е вашиот костум и регалиите што го одбележуваат статусот на еден масон. Која правеше орнаментиката и од каде ги набавувавте регалиите?
Нашата регалија е специјално дизајнирана и изработена во Лондон од најпознатата масонска работилница за изработка на инсигнија и регалија, тој Кенинг енд Спенсер. Во 2005 година практички тие за потребите на големата ложа на Македонија ја дизајнира и соодветно изработија и ова е уникатна регалија која има само големата ложа на Македонија. Вие сте шестиот голем мајстор на големата масонска ложа во Македонија. Кога одлучивте да пристапите и да бидете дел од масонеријата, односно да станете масон? Јас сум еден од основачите на големата ложа на Македонија, иницииран, еден од најмладите инициирани масони пред 24 години и припаѓам на втората генерација македонски масони, втората генерација после онаа прва славна генерација на славни лондонци, основачи на големата ложа на Македонија, така да мојот пат во масонеријата трае веќе 25 години, речиси. Меѓу себе се ословувате со брат. Имате специфични карактеристики на поздравување. Како се препознавате меѓу себе? Се препознаваме со символи, односно со своји знаци кои се познати и достапни само на браќето и тоа во зависност од рангот, односно на степенот на кој се наоѓаат во тој момент. Масонското седиште на англиската ложа во Лондон е на Хај Холборн. Што се сушност масоните? Постојат различни размислувања, одредени резерви дека се работи за тајно друштво кое на некој начин го тресе светот. Во современите демократски општества, слободната масонерија никако не може да се дефинира и третира како тајна организација, со оглед на неспорниот факт дека фундаменталните масонски цели и начела се јавно познати, а формалните документи за легалната регистрација на секоја национална голема ложа заедно со релевантните конституции се транспарентно достапни на институциите на државата. Така да кога се зборува за тајна организација, тоа не е тајна. Но со векови слободната масонерија има свој ритуал и практички тајните се ритуалните работи кои се достапни само за браќата, односно за членовите на масонаријата. Значи, со еден збор, слободната масонерија не е тајна организација, но е ред кој има езотерично инициацијски ред кој има свој тајни. Сега одбележувате 25 години од формирањето на ложата во Скопје и 2 децении од формирањето на големата ложа на Македонија. Колку во моментов има масони во Македонија? Големата ложа на Македонија е мала, или како ние што сакаме да велиме бутик масонерија. Во рамките на големата ложа на Македонија, под јурисдикција на големата ложа на Македонија работат 7 ложи, како и нашата истражувачка ложи во рамките на Кватор Коронати редот. Ние сме, како што кажав, мала бутик масонерија, посебно одбрани личности кои всушност одговараат на профилот за тоа кој може да биде масон. Кој се може да биде денес масон? И дали секој може да биде масон? Значи, масон може да биде секој со вредна полнолетен човек, со вредна и добра препорака и секако, за да стане масон, треба да помине низ постапката која е предвидена со нашата Конституција, практички постапката на прием, која трае некаде отприлика околу една година. Почитуван Маријан Герасимов, голем мајстор на големата ложа на Македонија. Разговорот ќе го продолжиме седнати двајцата во големиот храм на големата масонска ложа во Македонија. Благодарам, повелете. Маријан Герасимов, лидер на големата масонска ложа во Македонија. Господине Герасимов, масони и масонерија, систем уверување или тајности на една организација чии корени потекнуваат од 17-тиот и 18-тиот век. Меѓу најпознатите масони во светот спаѓаат Бенџамин Франклин, Винстон Черчил,
Хари Турман, Монтеске, Волтер, Гете. Вие спомнавте дека македонската ложа е една од помалите. Прашањето ми е како функционирате во овие 25 години? 25 години, всушност на 2 октомври 2000 година високиот консекрацијски тим, членови на Обединетата голема ложа на Англија, го внесе светлото во првата ложа Скопје и со тоа всушност почна патот за формирање на големата ложа на Македонија во 2005 година. Нашата масонска приказна е посебна, успешна и нешто на што сите ние членови сме особено горди. Имено, светлото во големата ложа на Македонија го внесе не било која друга голема ложа, туку мајката на светската масонерија, Обединетата голема ложа на Англија, на 30 септември 2005 година. И она што е особено важно, сакам да го напоменам и потенцираме, фактот дека всушност Обединетата голема ложа на Англија по речиси еден век прв пат внесува светло и консекрира голема ложа надвор од Англија, и тоа токму големата ложа на Македонија. Почетоците беа во храмот на македонската масонска ложа, беше во старата Скопска чаршија, сега сме во просториите на Зебра. Како изгледаше патот на регуларната ложа под патронство на големата ложа на Англија? Господине Чомовски, на темелите на силна и цврста градба, големата ложа на Македонија, консекрирана во 2005 година, сите ние членови сме посебно горди и всушност си овие 20 години, спомнав пред малку дека денојуве одбележуваме 3 големи јубилеа, 20 години од големата ложа на Македонија, 25 години прва ложа Скопје и 30 години масонско движење во Република Македонија. Од 2005 година, значи од формирањето на големата ложа на Македонија, си во овие 20 години, всушност ние растеме, чекориме по патот на силното верување, силното чувство на припадност на нашиот ред и благодарејќи на лидерството на сите досегашни големи мајстори на големата ложа на Македонија, всушност ние сме денеска тука, горди на тоа што го постигнавме, свесни за постигнатото, но внимателно, мудро чекориме кон предизвиците на слободната масонерија во 21. век. Оно што можев да прочитам дека изборот се врши на тој начин што сите членови на ложата треба да пуштат бело топче, а со тоа и да се потврди изборот на потенцијалниот кандидат. Дали ви се случило да падне црно топче, односно потенцијалниот кандидат да не помине? Се тоа за што ве интересира господине Чомовски е предвидено во нашите правила и нашата конституција. Споменав пред малку, целата постапка трае прилично долго и таа е така предвидена имено затоа секој наш брат, доколку има некакви забелешки, во текот на целиот процес додека трае, зборам за процедурата, всушност, ако има некакви забележки, повторно според нашите правила, предвидени во Конституцијата, да го искаже своето мислење, за да не доаѓаме во ситуација да имаме црни куглички за кои што вие зборувате. Големи мајстори досега биле еден од промоторите на идејата Владимир Шукаров, потоа Живко Груевски, неврохирургот Јовица Угриновски, стоматологот Славе Наумовски, професор Маријан Бојаджиев и сега вие како шести голем мајстор на големата ложа на Македонија. Зошто се уште има одредени предрасуди и скепса во однос на тоа како делува македонската масонерија? Јас сум шести голем мајстор, шести поред голем мајстор на големата ложа на Македонија и како што кажав пред малку, всушност припаѓам на втората генерација масони, една од помладите, втората генерација помлади масони и всушност ние сме, зборувате за предрасуди, но знаете како, господине Чомовски, тоа е тема која вечно
и за секојаш ќе го предизвикува интересот на јавноста. Но она што ние како организација, односно како ред го правиме, всушност се обидуваме и преку нашето делување кон заедницата во општеството, всушност дел од тие предрасуди со нашето отварање всушност кон јавноста, дел од тие предрасуди да ги отстраниме всушност и ова денешно наше интервју или разговор е дел од таа приказна. Инаку, навистина, трите свети основни начала на масонеријата е братската љубов, добродетелството и вечната потрага и осознание по вистината. Тоа се начела за кои секој масон работи на себе усовршување и на обработка на каменот во обидот да секој ден да стане подобар, но не подобар од другиот, туку подобар од самиот себе. Да се навратам и да се обидам да дам уште попрецизен одговор на вашето прашање. Во изминатите години големата ложа на Македонија реализира два големи проекти кон заедницата. Едниот е извршивме целосна реконструкција на интензивниот оддел на клиничката болница Битола преку нашиот добротворен фонд, и вториот проект кој го реализиравме во текот на оваа година, за жал после големата трагедија во Кочани на 16 март, добротворниот фонд на големата ложа на Македонија заедно со добротворните фондови на неколку големи братски ложи од регионот всушност обезбедија средства, скромни средства и извршивме реконструкција во опрема и на делот клиниката за пластична хирургија во клинички центар Мајка Тереза Скопје. Всушност, тоа е нашиот придонес кон заедницата како организација и тоа е еден од начините како да се едноставно заедницата да гледа на слободното зидарство и масонеријата како да гледа со поинаква диоптрија. Нема политика е едно од правилата, но од редовите на масоните беа председатели на држави и влади, банкари, светски актери. Тоа говорам во рамки на светско ниво. Но фактите говорат дека и во рамки на големата масонска ложа во Македонија имаме видни имиња. Политичари, бизнисмени, универзитетски професори, академици, актери. Во што е фокусот на делување на масонската? И какво е влијанието на масоните во општествениот и политичкиот живот во Македонија? Слободната масонерија како организација не се бави со политика. Всушност, организирано слободната масонерија и големата ложа на Македонија во таа смисла не се бави со политика, но всушност нашите членови, сите ние сме луѓе кои имаат своји професии надворот во секојдневниот, професионалниот и профаниот живот. Не можам да спорам дека не се тоа видни луѓе кои во рамките на своите професионални ангажмани дека немаат силно влијание во сферите во кои што работат, во таа смисла и во политика. Дали беседите за развојот на државата? Секако дека беседиме. Ние сме одговорни луѓе со силно изразено национално чувство, горди на својата татковина државата Република Македонија и од тука беседите за развојот на државата ни се секако теми кои многу често ги беседиме во рамките на нашите вечери, во нашите дружења, во нашиот клуб и така натаму. Дали тоа значи дека имате и сепак влијание врз општествениот и политичкиот живот во државата? Влијанието е преку поединечно делување на секој наш член брат. Значи зборувам како поединачно во рамките на неговото професионално, нивните професионални ангажмани, а како организација не. Што значи да се биде на добар глас? Да се биде на добар глас значи човек подготвен, постојано да работи на усовршување на самиот себе. Односно, секојдневно да се обиде да станува подобар, но не од другите, него подобар од самиот себе. Или тоа, како ние уште велиме, постојано да работи на обработка на сопствениот камен и фино полирање и мазнење. Масонеријата не познава етнички граници. Не познава. Се чини дека
на почетоците од формирањето имавте можност да стапите во контакт тогаш со дел од политичките водства во еден период со Бранко Црвенковски, потоа со Бучковски, со Груевски. Кој од властите има чувство, сенс во однос на постоењето и делувањето на масонската ложа? Господине Чомовски, слободната масонерија е всушност слободната масонерија е всушност дел од секое демократско општество. Во таа смисла и големата ложа на Македонија. Од самите почетоци, основањето на големата ложа на Македонија, сите досегашни големи мајстори, големи офицери, всушност ние имаме редовна и добра комуникација секогаш, и тоа е традиција која трае уште од 2005 година. Независно од тоа, во тој момент кој бил премиер на државата, кој бил председател на државата и така натаму. И тоа е сосема нормална и редовна комуникација. Впрочем, во пресрет на големи настани, секогаш наша делегација има можност да официјално се сретне со лидерите, конкретно сега со премиерот, со председателот на државата и всушност да ги информира за тоа што се случува и така натаму. Така да немаме ние одговор на прашањето со кој од премиерите, почнувајќи од 2002 година па се до денеска, таа традиција си оди во континуитет и независно од тоа кој во моментот е председател или премиер на државата. Дали масоните се своевидна екстериторијална зона? Во која смисла? Во смисла, за да влезете во храмот на големата масонска ложа, не може било кој веројатно да дојде. Па вие дојдовте денес. Меѓутоа во договор со вас. Секако. Практички храмот на големата ложа на Македонија пристап имаат само членови и наши браќа кога доаѓаат на ритуална работа и секако не го разбирам во оваа смисла екстериторијална, меѓутоа сепак ова е за членовите на големата ложа на Македонија. Во масонеријата исклучиво членуваат мажи. Жените не се дел од масонеријата. Зошто? Тој кај нас така во светот, кај нас во Македонија е така. Но во светот веќе не е така. Има голема ложа женска во Англија, женска голема ложа во Австрија и така натаму. Но во Република Македонија се уште ние сме голема ложа на Македонија ред со членовите мажи. Дали имат цели масонски семејства? Во која смисла мислите? Членови. Ние сме веќе 25 години слободна масонерија во Република Македонија, од првата ложа Скопје во 2000 година и 20 години голема ложа на Македонија. Од тука веќе неколку генерации масони се наши членови, од најстари до најмлади. Во масонеријата всушност синовите на масоните се луфтони, односно тие секако може да станат членови на нашето братство, но низ постапка која е сосема подеднаква како и за секој останат кандидат, така да секако дека имаме синови на наши браќа, тие се наши браќа и така натаму. Се обидувате умешно да ми заобиколите на одговорот во делот, бидејќи сепак вашето делување пред се во насока на хуманистичката дејност, меѓутоа како делувате во делот на развојот на државата? Уште еднаш ќе повторам, господине Чомовски, ние како организација, односно како здружение, како ред голема ложа на Македонија, организирано тоа не го правиме. Но нашите членови, нашите браќа, надвор во профаниот, секојдневниот, професионалниот свој живот, всушност преку своето лично делување, тоа го прават и работат секојдневно за развојот и просперитетот на државата. Но организирано како ред, масонски ред, не. Кога споменавме дека меѓу себе се ослувате како брат, има ли разлики помеѓу браќата во концепцијски, политички, партиски
етнички? Знаете како, господине Чомовски, секој во слободната масонерија, секој може да си го каже своето мислење, да го каже својот став, и тоа што тој став ќе биде различен од мојот став, не значи дека не прави да бидеме различни. Тоа е убавината, шареколикоста, тоа ја прави нашата слика уште поубава и нашите беседења со силните аргументи, едни, други, трети и така натаму, направи уште да се чувствуваме поубаво и да имаме секогаш уште повеќе желба да бидеме присутни тука, надвор од работите поврзани со ритуалот на секоја ложа. Немаме ние никакви проблеми од етнички карактер, во смисла на затоа што тоа е во основата на нашиот ред, на национални, етнички, верски, такви проблеми немаме, а дека во братството има браќа кои имаат различни ставови, мислења за одредени теми, тоа е оно што не прави побогати. Масоните го креираат, го водат светот. Колку оваа констатација е точна? Па добро, јас постојано слушам и читам дека масоните, веројатно масоните, се мисли на масоните кои се во рамките, повторам, по неколку пати повторам, веројатно мислите на членови на масони кои сепак се во профаниот свет, се влијателни луѓе и во таа смисла, инаку организирано одговорив. Самиот факт што се одваживте да ја прифатите поканата за интервју, дали тоа значи дека се отварате кон јавноста? Секако тоа значи дека се отвараме, но ово отварање во јавноста не почнува од мене. Всушност и поранешниот голем мајстор Живко Груевски прв во 2008 година излезе во јавност. И тоа продолжува со поранешниот најпочитуван голем мајстор покојниот Јовица Угриновски. И така натаму. Така да не е ова некоја ексклузива која јас ја правам, но секако во пресрет на големите јубилеи всушност сметам дека е тоа добро за пошироката јавност да се запознае. Всушност 450 браќа од цел свет ќе бидат присутни овие неколку дена во Македонија, односно во Скопје. И сметам дека е добро по пошироката јавност да знае за нашата историја, да го знае моментот во кој се наоѓаме ние и од прилика е тоа. Благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас и до скоро видување. Тоа беше интервјуто со Маријан Герасимов, голем мајстор на големата масонска ложа во Македонија.